емисии на стакленички газови од секторот отпад се поделени во 3 области. Тоа е депонии, инсинерација на отпад и отпад од пречистителни станици. Бидејќи 96% од овие емисии опаѓаат на депонии, заради тоа решивме единствено во областа на депонии да биде предмет на анализи, бидејќи другиот дел е маргинален во однос на производството на создавањето на стакленички газови. Исто така, кога се земаше во предвид која технологија да се земе, се зеде исто во обзир колку е тоа прилагодливо према наши услови и во однос на инвестиции, и во однос на кадровски потенцијали, организациони, се тоа што го бараат законите и така натаму. Глобално овие мерки се однесуваат на 2 типа на објекти, да ги наречеме. Тоа се значи постојните општински депонии и новите регионални депонии. Иако овие два типа на објекти се врзани еден со друг. Значи, идејата е таа да мерките почнуваат да се применуваат во онај момент кога ќе дојдеме до изградба на нова регионална депонија за одреден регион. Значи, почнувањето на работа на нова регионална депонија значи затварање на постојните општински депонии и нивна рехабилитација. Овде на овој слайд имате за секој регион посебно. Овде го поделивме ова ние на 5 региони, можда е добро да се прикаже следниот слайд. Значи, ова е некоја условна поделба на 5 региони за управување со отпад. Ова е некој експертско мислење, не е ова, да речам, нешто што е дефинирано со политика на Министерството за животна средина. Значи, го зедовме на некој начин да добиеме некоја по-конкретна слика по региони. Значи, од тие 8 статистички региони направени се 5 региони за управување со отпад и на база на анализа на секој регион се добиени резултати на ниво на цела Македонија. Сега во анализата, значи, мораше да се тргне со некои предпоставки кога ќе биде, во кој регион кога ќе биде изградена нова регионална депонија, што значи и затварање на општинските депонии и нивна рехабилитација. Значи, за првиот регион, Скопски регион, тоа е предвидено 2016 година, иако овде немаме изградба на нова регионална депонија, него имаме надградба на постојната депонија Дрисла. Во вториот регион, каде што влегуваат Североисточен и Источен Вардарски 2020, третиот регион 2016, четвртиот 2020 и петиот е 2017. Сега да видиме кои беа предложени технологии во однос на постојните општински депонии и ново изградените санитарни регионални депонии. Значи, во однос на постојните општински депонии имаме 2 типа на активности, тоа е затварање и санација на депониите и собирање, транспорт, третман и горење на депонискиот газ. Додека изработувавме, беше дилема дали да ставаме и производство на електрична енергија од тој депониски газ, но се одлучивме да во анализите да не ја земаме таа варијанта, бидејќи има многу непознаници околу количините на депониски газ, дали е тоа исплатливо и така натаму, додека со горењето на депонискиот газ се постигнуваат оние цели за значително намалување на емисиите на CO2, мислам на стакленички газови во атмосферата. Во однос на новите регионални депонии, значи како прва активност имаме изградба на депониите, втора опција беше аеробен третман на органскиот отпад или компостирање. Трета опција е анаеробен третман на органскиот отпад или тоа е со анаеробна дигестија и тука ставивме можно производство на електрична енергија, бидејќи при самиот процес не се добива CH4 и тој може, мислам, да се искористи за добивање на електрична енергија. И последната технолошка варијанта, да речеме, е производство на гориво од отпадот или така наречена RDF. И овде во нашите анализи го зедовме дека ќе биде искористено во цементната индустрија кај нас, односно во нашата единствена фабрика за
цемент. Значи, ова како технологија, како активност е врзана само за Скопскиот регион, тоа го зема во аспект дека ако се произведува РДФ од другите региони, транспортните трошоци ќе бидат доста високи и ќе биде неисплатливо. Значи, она што е за новите регионални депонии, тоа се вклопува во рамките на технологиите на механичко-биолошки третман, што е исто така предвидено во националните плански документи, а овие тука што гледате аеробен третман, анаеробен и така натаму, во сценаријата која ќе видите показно е правена некаква комбинација од овие технологии. Еве, значи имаме 5 сценарија. Првото сценарио тоа референтно или базично сценарио, каде што немаме примена на никакви технолошки мерки. Тоа служеше за споредба за останатите 4 сценарија, колку ќе биде намалувањето на емисиите. Во првото сценарио, пошто нели реков претходно ги спојуваме постојните општински депонии и новите регионални депонии, значи имаме горење на депонински газ на општинските депонии и примена на компостирање. Овде ќе приметите дека тоа горење на депонинскиот газ е вклучено во сите сценарија. 4. Значи разликата е само во она која технологија е применета за новите регионални депонии. Во второто сценарио имаме анаеробна дигестија, со производство на електрична енергија. Третото сценарио имаме горење на депонински газ, анаеробна дигестија и производство на РДФ, значи за регионот број 1, Скопскиот регион. И четвртото сценарио е горење на депонински газ, компостирање и производство на РДФ. Почетна година во анализите што ги правевме е 81 година заради спецификата на создавање на депонинскиот газ. Значи, животниот век на депонинскиот газ е доста голем, во зависност од тоа за каков вид на биоразградив отпад се работи. Некаде од 25 до 30 години е неговото создавање. Заради тоа се зеде 81 година, бидејќи 2013 година како базична година во анализата постои влијание од 81 година на 2013 година. Во анализата се користеше TRN методологијата заради тоа што повисоките нивоа на методологија бараат прецизни информации, односно параметри и така натаму, кои за жал во однос на управувањето со отпад во Македонија ги нема и заради тоа ги користевме тие некои просечни вредности кои беа дадени за одредени параметри во таа TRN методологија. Еве овде имате по години од 81 година до 2030 година. Различните бои означуваат различните региони во Македонија. И еве од 81 година, каде што е најмало продукцијата на стакленички гасови од депониите, до 2030 година, значи се зголемува. Гледате, тука се влезни податоци, ова е модел, Excel модел, кој потоа се користи за добивање на резултати. Добро, еве како тоа се ќе потрае. Добро. На овој график, значи, ги имаме вкупни за трошоци по сценарија. Нормално за базичното сценарио или референс овде што е ставено, имаме најмалку трошоци, затоа што немаме повредување на никаква технологија, а за третото сценарио, каде што имаме анаеробна дигестија и производство на РДФ, имаме најмногу трошоци, значи тие се негде, не знам, меѓу 250 и 300 милиони долари, а останатите се негде тука. Ова се емисиите од сите 5 сценарија. Овде нормално, заради тоа што немаме примена на технолошки решенија, референтното сценарио или нултото сценарио дава најголема емисија. Тоа е некаде околу 26.000 килотони. Ова е, мислам, бројка на кумулативни вредности од 2013 до 2030 година, додека најмала продукција на
стакленички гасови дават третото сценарио. Ова сега кога ќе погледнеме на следниот слайд, значи добиваме дека најголеми овој претходниот слайд што го видовме, кога ќе се спореди со референтното сценарио 26.000 килотони, значи овде го добиваме колку е намалувањето по некој сценарио. Нормално, затоа што третото сценарио имаше најмала емисија, значи тука имаме најголемо намалување во однос на референтното сценарио, а најмало намалување на стакленички гасови има првото сценарио. Ова е тие два показатели кои произлегува од ГАСМО моделот. Тоа е, значи, севкупниот однос на трошок и ефективност. Значи, ги имате четирите сценарија, овде се покажува дека најповолен однос помеѓу трошок и ефективност имаме кај четвртото сценарио, тоа е некаде 8, нешто долари по редуциран тон на CO2, а најголем трошок е второто сценарио за анаеробна, каде што имаме само анаеробна дигестија. Еве, тука можете да ги погледнете и во бројки и во однос на намалувањето на ефективноста за намалување на емисиите. Значи, за првото сценарио имаме 9,33 долари по тон CO2 и имаме намалување од 19.203 килотони. Еве, гледате тука дека третото сценарио има најголемо намалување, 21.987, но цената е втора, мислам, 11,75. Значи, четвртото сценарио има најмала цена 8,94, и што заедно со намалувањето до 21.351 килотон го носи на некој си прво место, заради тоа што разликата помеѓу намалувањето што се прави со третото сценарио и со четвртото сценарио не е многу голема, така да ова сценарио во секој случај има предност. Од кога се направи овие анализи, ние одржавме, не знам, недела дена, една работилница со сите засегнати страни од областа на управување со отпад во Македонија, и таму пробавме да ги пошириме овие критериуми за да може да се приминат и останати критериуми, за да на крај го изведеме она сценарио кој е стварно најповолно, и тоа на претходно спомнатите два критериуми, економската ефективност и еколошката ефективност, ги додававме плюс 3, тоа е, значи, остварливост, мерливост и дополнителни добивки. Од она што се направи на самата работилница, значи им се подели на луѓето формулари во кои тие ги оценува сите овие критериуми, значи се доби следниот тежински однос. Значи, првите три критериуми имаат приближно еднакво значење, додека мерливоста и дополнителните добивки беа со помал ранг. Од слайдот се гледа дека нема критериум кој преовладува над другите критериуми. Значи, овие трите, мислам, сметаа луѓето дека се најважни. После тоа им се подели ваков формулар, каде што требаше сите 4 сценарија што беа анализирани да ги оценат од аспект на критериумите. И на крај, кога и тоа се направи, се доби следната табела. Значи, првото и четвртото сценарио го делат прво и второ место, додека трето место е за третото сценарио и четврто место е за анаеробната дигестија. Ова и од аспект на мислење во литературата во однос на примената на овие спомнати технологии за услови како што е Македонија одговара, затоа што анаеробната дигестија
иако видовме тука дека имаше најголеми намалување на стакленичките гасови, сепак е малку осетлива технологија во однос на наши услови, каде што имаме измешан отпад, затоа што таа технологија побарува селектирање на отпад и побарува големи количини на биоразградлив отпад, за да може да биде функционална и ефективна и од аспект на искористување на технологија и од аспект и од економско-финансиски аспект. Од друга страна, компостирањето во наши услови, како што сметавме дека ќе биде најповолно, значи имаме измешан отпад кој се носи на депонија, па после тоа се врши некаква селекција, се издвојуваат рециклабилните материјали, а тој биоотпад се трга на страна и се врши компостирање. Самата технологија е многу по-проста и не бара некои посебни услови за да може да функционира.